Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание. Јаде бурек на ТВ Сонце. Гостин вечер во студиото е мојот колега Горан Момировски. Горан, добро вечер, добро дојде, благодарам што прифати. Добро вечер, благодарам на поканата. Одамна сакам да бидам гостин на Јади Бурек. Еве, конечно ми се оствари жилбата и уште една работа да кажам веднаш дека одамна сакав ти да ми бидеш гостин заедно со колегата Драган Милосавлевич до Заспи ако можеш и мислам дека наскоро и тоа ќе се случи, еве. Фала, ми изненади, не очекував да, на ова. Да. Не, нема проблем. И ти благодарам. Зошто те поканив? Вака, бидејќи се бавиш со спелеологија и геологија, ме интересира кога изумреа диносаурусите. Горан, прости ми на шегата и на карикирањето на ситуацијата. Не си од вчера, ја следиш доволно долго ситуацијава кај нас. За АТР, прво за твојата кариера. Каде започна ти со новинарство? Каде почна да работиш први? Многу фино вака воведов, многу фин. Навикнат сум на поинаква динамика во разговорите, веднаш со тешки прашања. Годинава со Господ напред, ако доживеам 50-та година на 3 август, ќе ми биде 50 години живот, пола век и 30 години кариера. Започна во младински канал во македонската радиотелевизија, 90-та година беше ноември-декември, Сонја Гиздавич, прва уредничка, да речам, потоа таа екипа се префрли со Горан Величковски, Роберт Поповски, Маја Петушевска. Тоа е втора програма? Тоа беше младински канал, не во среда одеше емисијата. На која? На прва програма на МТВ, да, ама тогаш само што почнеме на факултет, ми се чини дека беше, можеби годината, мислам дека таа беше годината, 91-та година, одеше во среда една програма младински канал Филе, Игор Филевски беше и многу други колеги кои што сега се или не се. Спомнуј го. Да. Имам контакт со некој со Твитер со Филе у Аргентина. Во Аргентина беше на Малта последно што знам. Таму може и поблиску да дошле. Да, значи една екипа прекрасна, потоа се префрлиме сите во неделното попладне, Иван Андреевски Мачето ја водеше таа екипа. Таму бев до 98 година во МТВ, па замина во Обединетите нации, бев портпарол на Обединетите нации на ХЦР. 2003 година во А1 телевизија, 2009 година во Канал 5, потоа бев во Беле неколку години и еве сега 4 години сум во телевизија Алфа и еве сега во твојава телевизија. Океј, кај ти беше најубаво? Искам да видам секаде ми беше убаво, и тоа македонска телевизија тие први 5-6 години, пазите, МТВ сега, ако ја гледате, е една слика. МТВ беше единствениот медиум кој што функционираше до 93-та година, 94-та година се отворија тогаш Сител и А1. Замислете, во утринската програма тогаш на Добро утро Македонија се уште функционира таа редакција. Дел од луѓето се уште се таму, ја гледа секој ден по 300 до 400 илјади луѓе. И правевме сериозни работи кои што не можеа да се видат на вестите тогаш. Тогаш беше бетон, СДСМ на власт, Киро Глигоров, Бранко Црвенковски. И единствен начин да се слушне Вокс Попули, гласот на народот, обични маки на луѓето, беше само во утринската програма на МТВ. И тоа беше едно огромно искуство, сите бевме млади луѓе, многу работи не знаевме, но да споменам уште еднаш Иван Андреевски Мачето, човек со големо срце, кој што се судираше со големите шефови во тоа време, Слободан Трајковски, не знам кој бе во тоа време, Мицковски покојниот, луѓе застануваше зад нас и не дозволуваше да видиме како тече таа битка. Замислете еден Слободан Трајковски генерален директор на МРТВ и вие обичен почетник со 21-2 години и вие се судирате таму околу, се сеќавам со колегата Оливер Бранковиќ, отидовме на граница, имаше тогаш многу грабежи од страна на албански државјани, преминуваа граница, не постоеше државната граница практично и крадеа по селата во Западна Македонија. И отидовме со Оливер Бранковиќ во едно село Спас се вика кај Дебар таму и влеговме во караулата. Во караулата немаше никој, беше врзана со прачка врбова влезот во караулата. И тоа беше скандал од невидени размери. Потоа не вика во домот на АРМ, стариот, знаете, таму беше седиштето на војната разузнавачка служба, се вика човекот Драган Стојмановски Млекце, некој висок, таму, кога кажавме кај сме биле, кај колегите постари од дневната редакција на МТВ, вие готови сте. Така, сакам да кажам, тој ми е најдраг период заради тоа што тогаш некако најчиста беше работата. Имаше притисоци сериозни притисоци имаше во МТВ, не смееше ова, не смееше тоа, меѓутоа сепак се учевме и ја добивме битката, ми се чини.
тогаш голем дел од тие луѓе продолжија понатаму, дел за жал не, но тоа ми е најубавиот период е директно на прашањето од кариерата. Ја кај тебе ќе зборам за 103-ка. Вие што го правевте, тоа е гола вода, ние ваму што Апсолутно се согласувам. Порнхаб беше денес кој ќе Се слушам. Не, согласувам. сепак поофицијално ова никој не контролираше нас, тоа беше Расуло, ама тоа е друга приказна. Тоа беше вистинска демократија, што вас ви дозволија, например, тоа беше еден од дичеколи. И ја злоупотребивме. Мислам, не Ја се согласувам. злоупотребивме, ја ќе ти кажам. Ај викни му емисија, ќе ти кажам. Ја злоупотребивме. Зошто ја упропастена денес 103-ка? Стана дилерница, бе, класична дилерница, најцрна. Уше само проститутки што не ги собравме овие од Вардар камењарките да влезат. Аве, ти не знаеш која гназо. А стварно имаше потенцијал да биде. Ама тоа, кога беше Путица, кога бев ја, Тихомир Спировски, Горан Трајковски, луѓе уметници пар екселанс. После дојдоа гробарите и Добро, се менуваат настаните, се менуваат луѓето, се разбира. Периодот кога беше Канал 5? Канал 5 беше 2009 година, значи година и пол, 2 години пред да згасне, пред да почнат кризите во Ајден, значи тие приказни дека јас сум знаел дека во Ајден ќе се случува нешто, тоа го слушам често пати. Сум најден во Канал 5 тоа. Значи ти го преживеа гаснењето на Не, јас си заминав година и пол, во март 2009 година, дојде понуда од Канал 5 тогаш. Трансфер направи. Сериозна понуда, морам да кажам, не е за фалење, нели, меѓутоа сериозна понуда дојде. Имаше тука и други причини. Јас во Ајден, например, тогаш бев, ајде не речем најдобар, еден од најдобрите новинари, репортери. Поминав, не знам колку, 20 на пати по Америки, преговорите со Нимиц, но не добив можност да бидам уредник. Не дека нешто тоа ми значеше, меѓутоа сепак многу луѓе стана уредници, јас не станав уредник и дојде понуда од Канал 5. А во исто време дојде возило, кола, кој што требаше да ми биде дадено од Ајден телевизија, Kia Ceto, не сум го кажал никогаш. Дојде дента, требаше да одам да си го подигнам и реков не, си одам, заминав во Канал 5. Заради тоа што во Ајден тогаш се случува и многу други работи. Тогаш никој не сака да збори дека Ајден тогаш беше во најдобри односи со Никола Груевски и со ВМРО ДПМН. Дека вице-премиерот Ставревски беше секоја недела по 2 пати на емисии во Ајден телевизија. Дека Велија Рамковски, нели, директорот газата на Ајден, беше многу близок човек нивни. И сега, во тој период, кога тоа се случуваше, јас се заминав од Ајден. Се шпекулира и по стотици илјади евра годишно, да речем, ако не и повеќе. Тогаш кога и Коце Трајановски длабоко кешираше кај Велија и така натаму. Не беше само Министерството за економија и финансии на Ставревски, туку беше и градот и така натаму. Па не знам се сумите, јас сакам да го кажам контекстот. Значи јас кога се заминав Ајден телевизија, или Велија Рамковски и Никола Груевски и ВМРО ДПМН, тоа ВМРО не беа во војна, беа во одлични односи, да речем, во одлични односи. Мислам дека во суштина се расипаа тие односи моментот кога требаше да излезе македонската енциклопедија на Ман. И кога Велија водеше во едни големи протести во Скопје против издавањето на таа енциклопедија и тогаш настана тоа. Се сеќам, тоа е времето кога покојниот Блаже Ристевски беше кај мене во емисија и тогаш за еден збор кој беше напишан, исто сега као за дигиталниот речник, кај што ромите рипна, тогаш албанците, зашто стоело и така натаму. Имаше повеќе причини, имаше повеќе собитија таму, кои што во тој период, пред да си заминам јас, Велија Рамковски водеше кампања, односно Ајден телевизија, или неговата партија, можеби не се сеќавам, водеше кампања за заштита на уставното име. За многу брзо потоа да се смени ситуацијата и да се води кампања за промена на името. Тоа беше она Say My Name. Па, сега не ми текнува, сега не мислам дека тоа беше на Сорос, тоа беше предходно. Ова беше, не, посебна кампања на Ајден телевизија, па не тера да учествуваме како новинари, мене ме тера, нели, да учествувам како новинар, да пишувам таму некакви говори, што одбив заради тоа што едно е да известувате за настан у државата, друго е да бидете дел од кампањата за пропагандна машина. Да. Па бев обвинет дека јас не сум да се зачува името и така натаму. Некои собитија кои што нели придонесува да се смени. А и како велат, 5 години на едно место е сосема доволно. 5 години во Ајден телевизија, 5 години во Канал 5, 4-та година во Алфа. Ќе видиме што ќе покаже времето. Како е во Алфа?
Па како е деновиве напнато, прилично, не само деновиве, 20 на дена, може би 30 дена, тамо се присутни представници на финансиската полиција пред се. И ова се немам дозвола да го кажам од менеджментот, меѓутоа имам право, информацијата си е моја. Информацијата е јавна. Па не сите информации се јавни. Нешто Не знам објавија што е. колегите. Ти знаеш што ќе споделиш вечерва. Моje е легитимно да те прашам. Да. Дали ви ги бараат изворите на финансирање во суштина? Па знаете како... Може да се повикаш на третиот амандман дека ќе се браниш со молчење. Не, тама работа. Веројатно е тоа, дел е тоа. Добро. Мислам дека основната цел е да се уплашат новинарите внатре. Притисок. Да се почувствуваме, затоа што ако се сеќавате лани во февруари, во март, не знам точно кога беше, колешката поранешна Богданка Кузевска на пресконференција излезе и го најави ова што се случува сега. Така. Антидржавна телевизија, постојано се споменуваат тоа масла, реклами, така натаму. Сега финансиската полиција, тоа што јас го знам, влегла во Алфа телевизија, побарала да се видат фактурите, побарала да се видат трансферите на пари, све било покажано. Тоа е легитимно. Да, апсолутно. Така И Алфа телевизија ние кога зборам менеджментот не одбил да ги даде тие документи, тоа се јавни документи. Всушност, тие документи УЈП, сегашната подпредседателка на СДС, Масања Лукаревска, може да ги види во било кој момент. Нема потреба да ви испраќаат инспектори во телевизијата за да ги проверуваат. Што ви треба тоа, повелете, што ви треба тоа. Тоа е финансиската полиција. Минатата среда во Алфа влегуваат припадници на одделот за организиран криминал при МВР. Океј. Влегуваат во телевизијата без никаква најава. Што сте организирале од криминал? Широк спектар, диапазон на криминал. Па веројатно како и твојава емисија и мојата емисија со колегата Драган Милосавлевиќ, веројатно зборуваме и не само мојата, Коле Чашуле тама, Лјупчо Цветановски, Вестите, Искра Коровешовска, сите, веројатно тоа е криминалот. Ние сме некако организирана група, нели, во нивните шеми и во било која друга нормална телевизија, држава, да влезат припадници на организиран криминал на МВР без претходно да се јават, да се најават, да речат доаѓаме тогаш и тогаш, или ни треба тоа и тоа, дајте ни. Тоа би било скандал од невидени размери. Па е скандал од невидени размери. Туку кажете ми, имаше ли некој приведен? Што конкретно е баран? Па не, ако има организиран криминал, што? Најдоа проститутки чувате, дрога произведувате, запленето ли е нешто, повикан ли е некој на разговор? Тоа ме интересира. УЈП и да ја разберам. Дојдовме да видиме книгите, Да, и не е прв пат, не е прв пат. Во ред. Така е, да. Ама организиран криминал е малце по-сериозно. Значи има ли индици? Што е откриено, што е најдено? Па сега не знам, тоа треба веројатно да кажат УЈП. Од ова што споменавте вие, дрога, криминал, проститутки, такво нешто, јас што знам нема. Освен овој вербалниот деликт, да, тука признаваме, правиме голема штета на македонските власти во моментов. И за тоа сме подготвени да одговараме. Единствена опозицијска телевизија сте, де факто. Па, сите други се јасно дефинирана, во скут. Да, јасно. Имате изблици на опозицијски уредувачки политики кај голем дел од медиумите, не опозицијски, него контра владините мерки политики, што е нормално, нели? Тоа кај нас ние сме дефинитивно дефинирани сме како опозицијска и критички кон владата. И ние си го носиме тој товар, тоа не е ништо спорно. Како тоа изгледа? Идеш на работа, стојат луѓе таму припадници, ги гледате, разговараат со вас, ве викаат на разговор? Од финансиска полиција, да, и претходно, не ова прв пат, и претходно имало луѓе кои што доаѓаме, нели ги прашуваме, сакате ли кафе, што ви треба, нели, нормално, вите сте нормални луѓе како нас, дошле таму, влегле по нечи налог. Во оваа ситуација што споменувам, организиран криминал, јас разговарав како новинар се јавив на инспекторката која што влегла таму и ја прашав како вие сте влегле во телевизија како новинар. Да. И жената, нема да го споменам името, се вознемири веројатно и ми е жал, после тоа разбрав дека и за неа тоа е стрес. Добила наредба. Добила наредба и кажа таа дека добила писмена наредба од обвинител јавен за кој што се уште не знаеме кој тој е обвинител. Таа ја прочитала на менеджментот на Алфа телевизија наредбата, меѓутоа, знаете како? И зашто се однесува криминалот? Па менеджментот во таа хаотична состојба, мислам дека не разбира, што замислете се, ви дојам, ви читам писмена наредба и ви ќе разберете зашто ви зборам кривични дела,
наоди тамо Па некако. добро, Јанко, си силувал, си крадел, си конкретно писмената наредба си поминал на црвено. не си видел писмена наредба и затоа вака зборуваш. Добро. Таму е се кажано меѓу редови, се цитираат членови, се цитираат акти, мерки и практично немате Све ништо, е замомулено, нема ништо. ништо, а све е доволно да... Да, и јас се го направи разбирам, притисок. менеджментот на Алфа телевизија, луѓето си работат најчестно, најпоштено да речам, и одеднаш влегува полицаец на работа, тамо се прават вести, тамо се прават емисии, вие се треба да објаснувате. И од една страна јас се налути затоа што ние не знаеме за упадот. Тоа е практичен упад, така? Меѓутоа, менеджментот решил дека не треба тоа да се прави драма, нека заради тоа што нема што да се крие, имате право, Но јавната повелете. вест беше дека УЈП упаднала и барала договорите со сите надворешни соработници што ги има. Па, да, отприлика Ова е нешто. веста. Да, ја објави прв радио Лидер ја објави Добро. и најголем дел од тие работи се точни, има и други работи кои што Лидер не успел да ги дозна, се разбира. Меѓутоа еве тоа е што јас тоа што го знам е дека освен УЈП, не УЈП, се извинувам, финансиската полиција. А финансиската Да. се извинувам јас тогаш, добро? Иако УЈП не е редо гостин во Алфа, постојано, дури имаме мината недела ми се чини 2 казни добиено за некој настан од 2018 година. И има тамо многу небулози и во организиран криминал и во УЈП. Например, имаше кривично дело на 15 март ми се чини, кривична пријава против Алфа телевизија за некаков данок на некакви средства од 100.000 заем ми се чини дека е. И пазете, физичкото лице кое што е дел од пријавата е отфрлено од пријавата заради тоа што тоа не е достапно, а правното лице зад Алфа телевизија се гони. А физичкото лице во моментов е на една од водечките позиции во соседна Србија. Најблизок човек на Вучич. И сега како функционира политиката и правосудството? Некој од владата се јавил во УЈП, рекол немојте не ги гоните овие, пошто ги направите со Вучич, ама дај гонете ги овие, ако вие се правно лице. Ова само како пример како се врши тој притисок. Зарем не се обиделе обвинителството да ги повика тоа лице кое што е обвинето за нас од 2013 година, пазете. 8 години чекале за да почна некаква процедура, сега сватиле дека Алфа постојано се чешла. Постојано не е тоа прв пат сега, последниве 3-4 години постојано имате, затоа реков УЈП не е редо гостин во Алфа. Како делува ова врз колегите? Па искрен да бидам, мислам дека воопшто не ги допира, затоа што реков, ние постојано сме под притисок. А гледам според реакциите на Јанаки, на Јани Бојаджи, пардон, на Јани Бојаджи, гледам дека реакциите само како да му долеваат масло на оган, како да му даваат уште повеќе енергија. Сега знам за неговите реакции. Како е кај вас, велиш, отпор, имате добар имунитет на се ова? Па некако се навикнавме и, знаете, кога постојано сте под напади, или ќе скинете, или ќе издржите и ќе видите посилен. Кај А нас, само цензурата? па невозможно е. Мислиш дека се олабавуваат луѓето и прескокнуваат или премолчуваат или Не напротив верувам. се мотивираат? Не верувам. Јанко, тргни од себе, зар ти сега после 30 години кариера би си дозволил заради некаква причина да премолчиш некои работи. И тоа ти пази, ти возиш како се насмеа сега вака, ми е сам ќе ме демантираш. Ама не. Значи ќе држиш до себе, така? Добро. Виде, и во новинарството има политика, Има. во се има политика, има и компромис, Има. Меѓутоа, замисли сега после 4 годишна борба и тоа на живот и смрт, и сега ние да почнеме да прескокнуваме работи. ретерираме. Не оди. Ќе изгубиме публиката, ќе изгубиме гледачите. Се јас можам да зборам само за Заспи ако можеш емисијата, значи имаме на сериозна група од 100, 120.000, 150.000 луѓе што не гледаат секој ден од понеделник до четврток и ние имаме обврска кон нив. Што да им кажеме на тие луѓе? Се извинувам, дојде инспекција, ние се ќе ќутиме. Не оди така. Оно што го забележав јас за овие 20 години како ја терам емисијата, народот издиша во овие јавувања. Секако дека тука има многу учество затоа што нели, бев единствен, па беше многу фокусирано, потоа се разводни со многу такви, има многу простори, тоа е нормално и тоа е добро. Но сеедно, иако јавувањата, количината, квантумот на јавување кај мене во емисијата е доста опаднати, јас сум и блокиран од
Телекабел не ме пренесува, значи најголемиот Тука телекабел. негде сме, тука негде Така што не, вие се гледате, убаво се Не гледате. секогаш, не секогаш, не секогаш. И сакам да кажам дека чувството кај народот, бидејќи ги спомна стотици илјади гледачи, чувството кај народот е дека веќе го изгуби компасот. Имено за овие 4 години се случија толку многу скандали и кои траеа многу кратко. Дури немав ни 3 дена. Верувај, Горан, дека во емисијава за Евровизија се дебатирало и по недела дена. Од сабајле до вечер, што се вика. Значи, по 4 сати емисија, по стотици пораки и така натаму. Сега не може тоа да трае повеќе од пола сат. Например, имаш голем скандал, Боки 13, и тоа во јавноста трае еден ден. Се сеќаваш на скандалот со автобусот? Еден ден, петок, у понеделник веќе темата немаше никој, издишано. И приметувам истото и со социјалните мрежи, и секој скандал 3 дена, и ми се чини тоа е тајната на успехот на оваа власт, што и покрај толку многу афери, она успева да обстане. Мислам, имаме, не знам дали ќе се согласиш со мене, имаме толку многу скандали кои у по-банана држави би направиле радикална промена, овдека како да ништо не се случува. Ај опиши ми го владењево и сите овие скандали. Што све помина низ твојата емисија? Ги помина сите скандали? Како е возможно такви скандали, такво ниво на скандали, коруптивни скандали, криминални скандали, и тоа поминува? Бегло. Добро, 20 години е долг период и се разбира со дигитализацијата, нови технологии, нови медиуми, социјални мрежи, тоа се разбира дека не може и не смее да биде како што било пред 20 години. Ние овде зборуваме дека не за години, не за месеци. Ние имаме во моментов влада, ја ги следам последниве влади, нели, под 92-та година, да речеме, поинтензивно. Ние имаме влада која што за една недела продуцира влада скандали колку за цела влада на СДСМ од 92 до 96. И вие како очекувате некој скандал да трае подолго? Денеска имаме, Заев тврдеше дека нема да се зголемува струјата, денеска изјави дека ќе се зголемува цената на струјата. Тоа и Бранко го направи, ако не се лажам. Па не, добро, сакам да кажам, во други времења зголемување на цена на струјата беше сериозен потрес, така? И тоа со месеци се дебатирало. И со месеци, да. Знам у емисијава. Да. И тоа години после изјавата на Бранко Црвенковски, продажбата на ЕВН и така натаму и така натаму. Народот баги, а сега? Нема, тоа е. Како во таква ситуација да му продаваш вистина? Еве, кажи ми, имаш гости, секоја вечер се. Стварно, што се вика, од петни жили се напнувате да направите една вивисекција да се... Сметаш ли дека допира тоа кај народот и дека прави некаква промена воопшто? Не само твојата емисија, ве воопшто све ова што се случува. Па, верувам дека и ти, ако помислиш дека не правиш промена, дека нема да го правиш ова. Така? Ке те демантирам. Повторно ќе ме демантираш. Друго не знам да работам. Не, како не знаеш да работиш? Сите ние што влегуваат, што работат во ајде да не кажам каде, да не се попаметни и пообразовани од нас. Ајде да ти е полесно, да те парафразирам. Ајде опиши ми ги твоите согледувања последниве 4 години на оваа власт. Аферите. Не може, ја немам капацитет. Денеска откриено дека, и тоа јас го разбрав вечерва во 7 часот кога се прибрав дома, во 19 часот се прибрав дома, цел ден имав обврски. Денеска разбрав дека македонската влада регистрирала универзитет идентичен на тој што веќе го има Свети Кирил и Методи, но овој бугарски од Велико Трново ми се чини. Замислете вие што ви се случува. Вие си го поништувате принципот на кој што е формирана македонската држава. Македонската држава е УКИМ, македонската држава е МАНУ, македонската држава се неколку институти за македонски јазик, за историја. Тие се клучните институции, не е владата клучна институција. Институционалната, националната меморија е кај овие институции. И вие сега правите фалсификат.
Мислиш да е друго име поинаку би било, како што имаме Јаја Кемал, како што имаме европски, како што имаме не знам Јанко, символиката турски, е важна. Символиката е важна. Тоа што е бугарски и што се вика Свети Кирил и Методи. Кирил и Методи. И сега да ви кажам уште една работа, која што Значи тоа е намерно направено, сметаш? Баш така, тој да биде. Значи, македонските власти како функционираат е една страшна работа околу нивните намери, но втората пострашна работа за голем дел од работите не се свесни. Јас за жал сум убеден дека македонските власти и Бујар Османи, шеф на дипломатијата, и Зоран Заев, па и посредникот во спорот, сега преговарачот Бучковски, не ја знаат бугарската национална доктрина, како функционира Бугарија. Бугарија не е држава од 91 година. Бугарија е држава веки 40 години. Бугарија во текот на Советскиот сојуз, кога се нудел Тодор Живков да стане 16-17 Руска република и бил одбиен од страна на Сталин и подоцна Брежнев, не Брежнев, него после Сталин е Хрушчов. Го одбива, значи, Жилјо Желев, овој старееме веќе, председателот на Бугарија до 91-та година, Бојко Борисов, што му беше, нели, бодигард, Тодор Живков. Бугарија што прави во тој период? Обидувајќи се да се приближи до Русија, создава паралелни, односно идентични институции со исти имиња како што функционираат во Русија. Истиот тој систем се го користи со Македонија. Во Македонија го притиска Зоран Заев и СДСМ и Бучковски и не знам кои се други, да регистрираат универзитет со исто име како што постои во Македонија. Тоа е дел од национална доктрина, но овде, за жал, луѓето во Скопје на Линденска во моментов не ги разбираат работите. Мислиш дека не ги разбираат? Оваа работа не разбираат сигурно. Да ја знаат, ќе се замислат. Затоа ги поделив работите. Едно е дека имаат или немаат доволно самосвест за сопствената држава и нација, а второ е дека не ги разбираат работите. Ја искрен да бидам, сега ќе кажам, треба да си идиот да дозволиш да се вика новиот универзитет како тој што функционира 70 и колку години. Пред 70 и некоја година, 72-3 години филозофскиот факултет бил формиран во Македонија. Сакаш да ми кажеш дека би осетиле на своја кожа, например Османи би осетил кога некој македонец од диаспората би отворил универзитет Скендербек овдека во Македонија. Тогаш сигурно би полуделе. Тоа е добра паралела. Да. Или земете, вие отворите, не знам, Васил Левски универзитет во Софија. Да го отвориме ние. Да. И денеска имаш едно многу интересно писание на Ивица Боцевски, вечерва, го прочитав, и вака е многу добро напишано, фантастично би рекол, Ивица Боцевски, петка. Се врати амбасадорот? Да, вратен, одамна е вратен, да. Моје сочувство, многу е несреќен. Знам колку беше среќен таму. Сочувство што се вратил. Идеолошко што е вратен, да. Одамна е вратен, ми се чини. Не знаев, добро. Вели благодарност до мојот професор Бучковски за тоа што успеа Македонија да отвори свој универзитет во Горна Џумаја. Едно писание, напишано одлично, и Боцевски во јавноста не е познат како човек кој што многу се шегува, меѓутоа се гледа дека е тоа тешка иронија. Така. Тој укажува и вели одлични односи меѓу пријателските македонски и бугарски народ, дека во Горна Џумаја се отвора универзитет на македонски јазик, Гоце Делчев од Штип, своја испостава. На абсурд го сведува цело. Тоа иронија би било сосема нормално, сосема легитимно, но замислете ова нешто да се случи. Нема шанси. Бугарија никогаш нема да дозволи да се отвори македонски универзитет Гоце Делчев во Горна Џумаја, така Благоевград. Добро. А Македонија дозволила. Што е целта на Бугарија? Искрен да бидам, јас имам многу пријатели во Бугарија, многу колеги, многу луѓе со кои што сум соработувал и соработувам се уште. И за нив честопати не е јасно што сака Бугарија, заради тоа што основната работа е нели да се признае дека ние сме бугари, протобугари, необугари, како сакате. И што им менува тоа, нив? Па всушност на луѓето тама ништо нема да им смени. Туку? Него идејата е ние да се смениме. Ние да почнеме да ги сакаме бугарите. И што со тоа?
Добро прашање. Навистина не знам, но ја поинако би го формулирал. Ајде. Зошто да терате некој со сила да ве сака или да не ве сака? Зошто да создавате непријатели? Зошто? Шпекулирај. Јас не сакам ќе биде доживено како говор на омраза, но мислам дека Бугарија, иако е 140 години држава, мислам дека на национално ниво, Уште е Сан Стефанска. на интелектуално ниво, се уште ги нема сузбиено своите темни духови од минатото. Пазете, вие кога зборувате со официјални представници на Бугарија, велат да го заборавиме Ѓорѓи Димитров, да заборавиме Втора светска војна, цар Борис, да заборавиме Тодор Живков, Али Сан Стефан не го заборавам. Сан Стефано не го забораваме. Така. Сакам да ви кажам, околу нивните очекувања, држава која што држи до себе и која што има расчистено со своите митови од минатото и темните петна, нема да вика заборавете го Ѓорѓи Димитров. Ѓорѓи Димитров бил легитимен лидер на Бугарија неколку години. Тодор Живков 40 години ја водил Бугарија или 35 години, не е важно. Треба да го заборавам. Цар Борис, добро, тамо е нели како се наследно не е, меѓутоа владата на Цанков, владата многу влади што биле дел од таа фашистичка, нацистичка влада на Бугарија, многу министри се избрани на легитимни избори тамо. Да има Бугарија расчистено со својата историја, со своето минато, ми се чини дека и полесно ќе го признае македонското постоење. Вака со себе нема да расчистено. Многу мина ми го кажуваат кога ги прашувам, го поставувам истото прашање. Што е целта? Они ми викаат дека сепак во суштина се работи нивното идентитетско прашање. Оти на крај во една расправа објавив една колона македонски зборови, руски зборови, бугарски зборови. Руските и бугарските исти, македонските крајно различни. Знаеш ли што беше еден интересен коментар кој може би ја отсликува тој менталитет дека го живеат? Рачунај ми, вика, бугарка една, млада, вика, Бугарија постоела пред Русија. Значи, потеклото на овие зборови се бугарски кои ги користат русите. Значи, коренот на рускиот јазик е во бугарскиот јазик. Мислам, тоа е нонсенс. Слушај, и ние забегавме едно време, ако не се лажам, Александар Македонски дома, ова било, она било, у време кога немало национална свест, ние свест сме знаели и така натаму, во откривање на античките наши корени, ние забегавме со многу работи, отидовме до Марс, што се вика. И тоа направи голема белја, затоа што многу луѓе разумни и рационални рекоа, ало, претеравте. Да, направи алиби, направи. Белјата беше направена. Таа одлука, зборуваме сега за промена на аеродромот Александар Велики, за статуата на Александар Велик, војна конј, како се вика сега, беше донесена 2007 година, а одлуката на Грција не блокира, беше донесена есента 2005 година. Значи беше донесена, меѓутоа направи алиби за Грција и тука мене ме обвинуваа во тоа време луѓе високи во владата на ВМРО-ДПМН дека сум дал изјава за еден грчки весник тогаш дека јас бев против менувањето на името на аеродромот, бев против статуата на Александар Велики во Македонија, затоа што не сметам дека така се гради идентитет со статуа. Мене таа статуа ништо не ми значи. Јас можеби да верувам што сакам, меѓутоа не со коњи и не со такви големи проекти. Но да се вратиме само малку на Бугарија. Има една емисија, се вика Операција Историја на една од бугарските телевизии. Добро. Ја препорачувам да гледате како представник на Бугарската академија на науките, таму е без уметности, само науките, заборавам мињата сега, и представник на одделот за генетика на Софискиот медицински факултет. Значи, пазете, зборуваме за сериозни институции, тоа научни, велат дека бугарскиот корен е во Кубрат Кан. Така. Значи, не го зборува тоа Јанко и Горан, тоа го зборуваат еминентни представници на БАН и на Бугарскиот универзитет, медицински факултет на Софискиот универзитет. Да се разбереме, во медицината Бугарија е 3 скалила пред Македонија. И што после тоа ние да разговараме? Тие луѓе нема да расчистено се уште со себе, сакаат да расчистат со нас. Не оди тоа така. Дури во Бугарија има една друга струја, поумерена да речам, иако тоа е малце чудно, кој што велат ние сакаме да бидеме како Австрија и Бугарија, и Германија се извинувам. Во ред би рекол, еве и легитимно нека. Океј. Меѓутоа австриците за себе, кој патувал во Австрија, австриците имаат силно национално чувство.
Ја не сум сретнал австриец, а познавам многу, кои што рекле, јас сум, не знам, германец, ама живеам во Австрија. Има ли диалектичка разлика во диалектот германски и австријски? Апсолутно, Има. Да, апсолутно има, да. И германците не ги убедуваат австријците дека се они германци. Не сум слушнал, не сум видел такво нешто. Освен Хитлер кој направи анексија, немаше друга таква. Подобро, Хитлер и потекло од Австрија, меѓутоа овде повторно во символиката сте решили да правите држава, неутрална Австрија, неутрална држава, не е членка на НАТО, нели? И почитува ја. Да. И ја почитувам и така Австрија соработува, јазикот е сличен, значи нели дијалектите се различни, меѓутоа јазикот се разбираат луѓето меѓу себе. И нема да ни дадат датум за преговори. Нема да се сложат. Па, тоа што сега гледам сега дека нешто се случува, ова Вишеградската група сега има некаква иницијатива со поддршка од Германија да не излегува Германија напред и Франција ми се чини дека малку седи настрана. Меѓутоа не гледам начин како тоа би се случило. Вие имате во Бугарија избори за 3 месеци во јули, нови предвремени парламентарни избори, имате во септември. Пошто овие неуспешни. Да, не може да направат влада, нели? Така. Луѓето што не знаат. Во август имате претседателски избори. Било во водство во анкетите денеска прочитав дека е повторно Бојко Борисов. Не гледам како некој од бугарските политички партии ќе се повлече во однос на Македонија, кога веќе тоа е на ниво на догма. Тоа е веќе нели Македонија, само преку Софија ќе влезе во Европската унија и не верувам дека некој ќе се повлече. Среднорочно, да, очекувам дека за 2-3 години, кога ќе се направат анализите зошто изгуби Каракачанов и неговата партија, која што го градеше својот целосен политички имидж на македонското прашање, ќе разберат дека и луѓето во Бугарија, обичните луѓе не ги интересира Македонија, освен ако немаат некаков бизнис, ако немаат роднини, ако немаат некаков интерес. Зошто ваков игнор од европските држави? Тоа е посебно прашање. Јас имам своји тези, своји објаснувања. Да ве подсетам, само пред 10 дена советникот за... Горан, ја све идам по настрана, вака би се вртиш интересно тие видео. Добро. Јас сакам у камера, личен си ми. За на камера. Личен, да сме живи и здрави, за лични помина времето. Проблемот е што пред 10 еден од проблемите, кој што најголем дел од јавноста не го гледа, еден од главните советници за евроинтеграција на премиерот, се вика Рамадани Исмет, некој искусен политичар, 30 на години, го памтиме од времето на ПДП, на почетокот на демократијата, даде изјава, токму со Ивица Боци си го спомнаме предскана, само висна на Канал 5, каде што вели дека на самитот на Европската унија 2018 година во Брисел, францускиот претседател лажел за датумот за Македонија. Да. Значи, тоа е една работа која што Франција нема да ви се реваншира, нема да ви, нели, да ви испрати протестна нота, но ќе забележи. И се прашање колку ние такви грешки и скандали сме направиле не само последниве 4 години, последниве 15 години. Јас да ве подсетам само проектот Вардарска долина, ти се сеќаш, малку се постар, тоа беше 96-та, 7-та, 8-та година. Да, французите планираа да го градат до Солун, преку Србија, преку Хрватска, Австрија, Дунав да се спои и така натаму. Така? Не помина во Македонија. Не е битно која влада било. Случајно за жал била на СДСМ влада, меѓутоа и тогаш не помина. Заради тоа што и тогаш се споменуваа за високи суми пари кои што требало некој да ги земе овде. Као за аудито. Ауди, германскиот проект, така. Ги секе, се викаше една компанија околу пасошите после 5-6 години од аудито или после 10 години. Ние постојано во последниве 20-30 години сме правеле такви фаули, грешки, кои што големите сили ги памтат. Колку ќе ни го памтат ова со пасошите што издававме на мафијаш? Тоа... Кој е нивото на таа афера по тебе? Па замислете, во моментов ни светов имате 215, еве нека се досега откриени, да речеме, половина, имате 105 криминалци, мафијаши, кои што работат со милиони евра, со најтешките злосторниства и кои што се представуваат дека се од името на Македонија. Видовте минатата недела во Атина беа убиени двајца луѓе со македонски пасоши. Дали беа во Атина, се малку и премногу информации имам, ама значи луѓе уапсени со македонски Како пасоши. се тешам вечерва со тебе да знаеш само. Каква утеха си ми.
Пошто и јас сум пре овакво и викам нешто е проблем со мене, не можам да се запамтам и миња афери скори и така натаму, гледам дека стварно е тумач. Невозможно е. Види, не ни збориме таа афера. Ја дури ја заборев и да те прашам и сега кога го спомна пасошот, и ми се навраќа. Викам уште колку асоциации треба да си нафрлиме на маса и да видиме скандали од деа апсеше кај нас. Мислам, замисли ти доаѓаат полиција од друга држава да заврши оно ти што не можеш да го завршиш. Да, ова власта не се согласува со оваа дефиниција. Аз се извинувам. Меѓутоа, И се извинувам на драга власт, се извинувам. почитувана власт. Меѓутоа, тоа е факт. Тоа е факт. Откако видува дека ние не можеме да си ги завршиме домашните работи, почна да ни испраќаат луѓе кои што не верувам дека они... Ова е повеќе порака него што е практично. Се сеќаваш, ако не се лажам, ја барем така ја детектирав првата порака за голема корупција, е кога Бранко Геровски се појави на Voice of America и кога изјави дека има голем коруптивен скандал, дека се рекетираат пари од одредени и така натаму. И сега ти не се појави ти, не се појавив ја, се појави Геровски. Не знаеле што ќе каже Геровски. И затоа што знаеле, затоа што напишал, зборел за тоа, они веќе најверојатно знаеле и праќаат јасна порака на македонската јавност што се случува. И ние имаме еден скандал од невидени размери. Со тоа што Орце Камчев кој го пријави, тоа за аферата рекет, да. За аферата рекет. Он го плаќа рекет у овој момент. Се по мене, ја еве спекулирам, ама мислам дека он ја плаќа цената на рекет. И ова пак нема да помине без детекција кај меѓународниот фактор. За ова согласувам апсолутно дека Орце Камчев во моментов е жртва на реваншизмот на Зоран Заев, заради тоа што тој ја откри аферата рекет, тој го снимал Буки 13 и мислам дека тука Зоран Заев не може да му прости, не може да премине преку тоа и заради тоа се случува оваа скандалозна белешка на УБК, нешто што е контра сите. Знаете како Орце Камчев можете да го сакате или да не го сакате, меѓутоа кога во случај против него се користи нешто што е неуставно, незаконски и судот го процесира тоа, вие немате тука проблем со Орце Камчев и со Виктор Димовски, директорот на Агенција за национална безбедност, ви имате проблем со системот. Системот не ви функционира, односно системот ви е насочен да ги тормози луѓето. Замисли, Јанко, ако на Орце Камчев му се случува ова. Тек мене или тебе што ќе ни направат? Што сакаат? Така. После ова може да ме снема и никој нема да писне. Само што ние не сме богати, тука е нивната филозофија. Ние не сме богати, знаат дека ние немаме пари, така, и знаат дека луѓето нема да не напаѓаат по тој основ. Македонија е таква држава, не само Македонија, регионов. Секој богат човек е лош човек овде. Тој е богат и тој е лош. Така. Ние немаме пари и за нас што ќе речат? Освен дека се шегував преска свињи дебелити, не се лутиш, да. Свињи дебели. Нели јас се шегувам постојано. Тоа е мое и да не го користиш, те молам друг пат. Никогаш за себе да се опишуваш со свиња дебели. Тоа е авторски, изработено од Ина многу фина и само за мене. Но надградено и дополнето. Свиња дебела, не бањата Вамаровска. Тоа е за мене. Значи, ова е веќе друга верзија. Да. Значи, поентата ми беше дека луѓето кои што не си стратешки партнери гледаат што се случува. Све забележуваат. Спомнаме претходно Франција, Исмет Рамадани директно... Па и отворено кажуваше францускиот амбасадор претходниот не сакавме да го слушаме. Не го слушавме. Он се сеќавам како реагираше и за аферата кога му го забранија филмот на Јани Бојаджи. Тоа беше скандал без преседан во уметност. Тој филм идеше и во Грција, идеше и на филмски фестивали. Ние го забранивме затоа што некој полуписмен му се видел нешто у трейлерот. Не изгледан филмот. А пази, поминува, таму се збори и за македонците у Грција. Не му се видело ништо, добиле луѓето директна наредба. Директна наредба добиле од највисоките врвови на власта тој филм да се елиминира. Значи не се работи тога дека некој видел нешто. И Тимоние го вика Јани Бојаджи на разговор и му дава поддршка. Апсолутно. Не и само тоа е порак, ама и после се чудиме ама Тимоние тие извештаи ги дава на својот шеф, на својот
предпоставен на својот Макрон. Макрон е запознат, макар посредно, со тоа што му се случи. Советниците, Макрон е сепак голема фигура и не верувам дека и тој се занимава со Македонија освен еднашка во годината, нели, на самитите на Европската унија, меѓутоа и ќе штиклира тоа што ќе му речат. Да, не зборам за француската дипломатија, значи една од најстарите на светот, не случајно францускиот е дипломатски јазик. Овдека има една дека СДСМ направи радикална промена со Преспанскиот договор, дека успеа конечно да ја отклучи вратата, влеговме во НАТО, клучната работа и дека тој им дава кар бланш за се понатаму. За жал, ја не знам зошто запнаа толку со Европска унија. Ја имам чувство дека ние, како и Западен Балкан, уште многу долго ќе чекаме за Европска унија, if ever. Ние нема ништо подобро да поминеме од Турција, нема истото да се случи ни со Србија, ни со други земји, и они ја фрлија се на оваа карта и заглавија со Бугарија. Мислиш дека е тоа од незнаење или мислиш дека се однесени во ќорсокак? Свесна. Бидејќи, како викаше Заев, мене ме, како му викаше на Груевски, мене ме спрема од надвор. И да ти кажам, Заев не лаже. За тоа не лажеш. Го спремале. Ама повторно ќе речеме, сериозни држави, сериозни дипломати спремаат луѓе. Тоа не е тајна. Не. Секогаш бил така низ историјата. Ленин е спреман, па испратен. Значи, сериозни држави така го прават тоа. Проблемот е овде што дел од потезите на оваа власт беа предвидени од нашите стратешки партнери, да ги речам, САД, Германија, Франција, но огромен дел не беа. Како што огромен дел од луѓето во шарената револуција што учествуваа не очекува дека ќе се случи оваа катаклизма. Ние немаме, пред неколку дена разговарав со мои пријатели, вака што ми се долго време, сите се шокирани. 9 од 10 луѓето, мои блиски луѓе, учествуваа во шарената револуција како обични наблюдувачи, како учесници, нели? Ќе ти го испратам линкот, ќе ти биде интересен кога ќе имаш време. Јавување на гледачи, покајаници од шарена револуција, емисија. Да ги чуеш. И тоа ја ги препознам затоа што ги знам моите редовни, веќе се знаеме, што да ти кажам, уште само Јанко, овде зборуваме за луѓе кои што се мене пријатели со години. Искрено верувале дека ќе направат позитивна промена. И јас не ги обвинувам. Тие луѓе тогаш сметале дека треба да се урне таа власт и апсолутно биле во право. Јас го кажувам тоа јавно, не е тоа никаква тајна. Иако, нели, јас сум десничар, би требало да бранам ВМРО. Не можеш да браниш нешто кога не се брани. Во тој период тие луѓе имале легитимно право да излезат на улица и да се бунтуваат. Проблемот е што и ден денеска некој од нив вела, па добро, види се, влеговме во НАТО, тоа што го кажа ти пред малку. Влеговме во НАТО, пола од мисијата исполнета. Не се согласувам. Јас сум апсолутно про НАТО, апсолутно про ЕУ. Значи немам никакви, нели, илузии околу тоа што би ни го нудила Русија, или дури ми иритира, да бидам искрен, кога Русија секој втор ден честита, не знам, Кирил и Методи и Свети Климен, и ми се чини дека тоа е лицемерие, или дека Кина ќе донесе тука некаков напредок во Македонија. Зошто мислиш дека е лицемерие од страна на русите и дека Кина ќе нема да направи некаков ичек? Бидејќи, нели, сето ова некако што се случува, народот перцепира дека е ова со благослов од Франција, Холандија, Соединетите држави и така натаму. Промена на име, целиот криминал, не се осудува, американската амбасадорка за секоја работа, изборите завршени, уште не се знае како ќе биде, она веќе честита. И народот перцепира, вика, чекај, окей, па овие со оваа власт која ние ја перцепираме, народот ја перцепира како предавничка, име, идентитет и така натаму дава поддршка, па дај да бараме од овие русиве. А овие ќе ти честитаат. Зошто сметаш дека е тоа лицемерие? Објасни ми го малку. Да тргнеме, ова дебата ја водевме со амбасадорот Ристо Никовски во Заспија, ако можеш, и ми се чини дека се согласивме на крајот. И тој призна јавно во емисијата. Тргнеме само од парите. Да го следиме текот на парите. Добро. Колку пари има дадено американската амбасада преку USAID или преку проекти на амбасадата во Македонија во последниве 30 години? Па мислам дека е тоа 5 милиона годишно. Не, ја мислам дека се речиси 2 милиарди долари. По сите основи. Колку пари има дадено Русија на Македонија преку разни проекти за... Иако голем дел од тие американски пари оделе и за уривање на некоја власт, за поддршка на невладин сектор, за промоција на некоја власт друга.
Не зборувам да СДСМ и ВМРО. И ВМРО имала поддршка од американската амбасада. Јас се согласувам. Така. Најголем донатор на оваа земја е Да. Соединетите Од тие држави. 2 милиарди, ми се чини дека се околу 2 милиарди евра, долари, пардон. Имате огромен број луѓе кои што им било лично помогнато. Усовршување, образование, постдокторски студии и така натаму и така натаму. Јас не велам дека и Русија не помагала, јас лично немам никакво искуство, немам информации за тоа, мислам дека давала стипендии за школување, ми тоа е неспоредливо. Од друга страна, јас не сум видел дека овде во Македонија Русија прави нешто на тој словенски сентимент, да го наречам православен сентимент. Јас сум убеден дека најголем дел од црквите реновирани во Македонија со помош на странски донатори се пари од Америка и од западните земји, а не од руски пари. Иако Русија долго време беше сиромашна држава дека беше Елцин, меѓутоа со растот на цената на нафтата, Русија стана прилично сериозен надворешно политички играч и во тој дел, во смисла на донации, па не сум видел дека Русија овде прави кој знае што. Далеку помалку од САД и од Германија, Франција и така натаму, Холандија да ја споменеме. И затоа велам дека ова е лицемерие. Вие можете да ми пишувате секој ден на Твитер дека ме сакате, меѓутоа ако не ми помогнете конкретно, вие немате право, имате право, дипломатијата се дозволува, нели? Но јас не согласувам за тој проруски сентимент заради тоа што кога ќе видам конкретно дека Русија нешто направила за Македонија, тогаш можеби ќе го сменам ставот. За сега не гледам. Јас имам информации за многу ситуации каде што американците конкретно сите ги и јас ги напаѓам често пати кога нели мислам дека нешто не чини, меѓутоа за многу работи знам кога американците помогнале оваа држава да опстане, оваа држава да стане каква таква држава, нешто што не сум го видел од страна на Русија. Кажете ми, еве се ближат локални избори. Имате ли чувство дека ВМРО ДПМН е созреано конечно да ја сруши оваа власт? И зошто не ја сруши на минатите избори? Секако ковидот, ова, она и така натаму и така натаму. Дали реално е во некои објективни фактори или се уште таа трансформација во ВМРО, таа зацврстување, таа се уште е некаков процес кој не е завршен? Како е твоето согледување? Па јас сакам при вакви анализи да се служам со бројки. Okay. Ако ги видите бројките што ги освоила ВМРО ДПМН на пред последните избори локални парламентарни кога бил во опозиција, кога била партијата во опозиција, ќе видите дека бројките се тука некаде. Не е тоа некоја голема разлика од тоа што го освоило ВМРО ДПМН 2006 година на изборите и 2004 година на локалните избори. Меѓутоа, она што сега лани се случи во јули, имаше неколку многу важни моменти. Едниот е дека ВМРО ја изгуби сршта на своето функционирање со неможноста да оди од куќа во куќа. ВМРО е народна партија, каде што луѓето дома ти доаѓаат и се расправаат со тебе ако гласаш за некоја друга партија, да гласаш за ВМРО. Тоа е суштината на ВМРО, тоа го знаеме ли од секогаш. Лани тоа не можеше да се случи, не се случи. Вториот момент, имате исклучително голем клиентелизам, односно подкуп. Самата СДСМ пред избори на месец и пол објави дека има вработено 64.000 работни места, има отворено. 99% од тоа беше во државна администрација. Ние баравме официјални податоци од Заводот за вработување да ни кажат каде се овие луѓе. Таа бројка растеше 24.000, 38.000, 45.000 и на крај 60.000 луѓе биле вработени. Каде се да видиме? Нови инвестиции странски нема. Така, немате нови фабрики, немате никакви проекти, некои големи каде што ќе апсорбираат илјадници луѓе. И сега вие кога ќе вработите, еве да не се 64.000, нека се 30.000 луѓе. Тоа се официјално вработените. Каде се другите луѓе што ги гледаме сега на хонорари, или во владата ги имаше тие тајни хонорарци и илјадници други луѓе кои што видовме сега. Така правеше и ВМРО ДПМН, ако не се лажеме. Ама абсолютно. затоа странците даваа големи пари за да може СДСМ да му парира. ВМРО ДПМН сега нема никаква помош. Апсолутно. И јас ќе го кажев тоа. Тоа е наследена работа, усовршена од страна на СДСМ на тоа што го правеше ВМРО претходно. Меѓутоа мислам дека сега тоа ниво е отидено многу подалеку заради тоа што ВМРО имаше и проекти. Кај ВМРО го спомнавте Коце Трајновски, го спомнавте, возете се по Илинденска, по Теодоси Гологанов, по
Кај сакате низ Скопје, ќе видите, Борис Трајковски, имунизацијата да не беше ВМРО, ќе немаше сала, да не зборам за стадионот и така натаму. Значи, вие вртете се низ Скопје, имало и лоши проекти, имало и добри, меѓутоа имало проекти. Камен на камен не стави. Ние сега овде, ја навистина, не знам што направиле, се фали Шилегов постојано, 4 булевари, имиња, ја поминувам, овде имаше во Ново Лисиче ланската година 4-5 месеци направена инсталација ваква таква во ред, мито тоа не е проект, тоа е сервисирање на градот. Или да не зборам за семафорите во Ново Лисиче, не работат семафорите секој ден сообраќајќи имате. Сад малку отидов ја лево, ама проблемот е имате корупција, имате клиентелизам во секоја влада, да не се лажеме, ВМРО тоа мора да се признаме. И тоа имаше и некакви резултати, имаше проекти. Сега не знам да вистина ме прашате за изборите во октомври ќе се случат, нели последната недела од октомври, најверојатно според договорот Мицкоски Заев. Јас велам, ако на граѓаните им е добро со оваа влада на СДСМ и со локалните началници, со Марин, со не знам кој се, Шилегов во Скопје, нека си гласаат за нив. What your guts tell you? Па искрено не можам да замислам дека СДСМ може да победи, особено не во фер игра. Не можам да замислам. Ова не го кажувам заради мен лично, јас сум веќе субјективен и не оценувам спред тоа што јас го мислам. Од тоа што го гледам од луѓето кои што ми се блиски, кои што имаат симпатии се уште за СДСМ. Веќе не се расправаат за СДСМ. Порано се расправаме за референдумот, моите блиски луѓе се расправаа со мене. Ти си антиевропски, ти си анти-НАТО. Сега им се отвори очите. Не, сега веќе не се расправаат. Од 2006 година имаше големо анти-СДСМ движење и огромно незадоволство од еден од најнеспособните премиери во историјата на Македонија, господинот Бучковски. Значи во самата најнеспособните, па господинот малку ми нема логика. Ем господин, ем најнеспособен, а сега да не забораваме човек што преговара со Софија. Значи, ако можевме да бираме подобро решение, Саша Политико ќе го испратев, еве искрено ти кажам. Тука не би сакал да зборам навистина со луѓе за кои што немам проверено деловна способност, стварно не сакам да коментирам. Ментална способност, не деловна се вика, деловна способност. Сакам се извинувам, не ти натурам, ова се мои. Јас се шегувам секако дека карикирам во целава работа. Но останува сега една многу интересна работа која би ве прашал. Сепак работите во опозицијска телевизија, која е под силно влијание и многу блиска со ВМРО-ДПМН. Дали до вас стигнуваат резултати од анкети? Да. Дали смеете да ги коментирате? Апсолутно. Кога ќе ги разберам, видите, ова сад дефиницијата многу блиска и под влијание на ВМРО-ДПМН, јас сега може би вака тешко да се поверува. Ја навистина немам никакво влијание од ВМРО-ДПМН, освен кога се договарам за гости со ВМРО-ДПМН. Јас се извинувам ако едноставно не, тоа е општата перцепција. Општа перцепција. Значи, знаете како, се има една друга работа, да не излезе сега ова нешто препотентни дека сме. После 30 години, повторно ќе речам. Не може никој да ти се јави. Како може некој да ви прави влијание? Не може. Може само да се обиде. Може да се обиде, да, се разбира. Се извинувам, го повлекувам кажаното. Не се извинување. Добро прашање. Значи, повели, извините, прекинав. Прашањето ми е за анкетите. Дали стигнуваат до тебе и што велат? Да, стигнуваат анкетите. Еве, например, анкетите на ВМРО стигнуваат резултати преку трети лица. Добро. Иако имам пристап и до анкети на СДСМ, имам пристап и до анкети на... И? Сега вака нешто најсвежо, најексклузивно сакаш нешто? Не, сакам да ми ја кажеш општата слика. Тука е пата, преовладува едниот, другиот. Пошто гледам, сите ги као змија ноги ги кријат анкетите. Еве да почнеме, или може најдобро така ќе се објасни, затоа што знаете како, ја минатите избори не сгрешив, јас не правев анкети, и тоа очекував победа на ВМРО-ДПМН. И тоа го покажува анкетите. И тоа не го пресметав тој момент од 1,5-2%, каде што беа директно купени гласовите. И тоа е моја грешка, после 30 години не треба да се случи тоа, мене ми се случи, јас тоа јавно го признавам. Сега да земе примерот на анкетата на МЦМС пред месец дена имаше, и некој многу добро имаше забележено, дека во бројки, повторно во бројки, прочитав на портал,
вели дека СДСМ губи, направена паралела помеѓу две анкети на МЦМС 24-5 декември, 24-5 март. 90 дена, точно 3 месеци, од 1,3% разлика направена меѓу СДСМ, тогаш водела 0,8 СДСМ, на последнава анкета води 0,5 ВМРО. И сега тука ќе речете, тоа е во рамки на маргина, не е некоја голема промена, меѓутоа трендот е многу важен. А тоа, добро некој го прерачунал, 145 луѓе дневно гласачи губи СДСМ, а ВМРО ги добива. Тој тренд, тоа беше до март, од тогаш до сега излегува уште најмалку 20 крупни афери и не запираат аферите, секој ден не запираат. СДСМ нема некаков исчекор кој што би направил нели Европска унија да добие датум за преговори, иако тоа веќе толку депласирано после 10 датуми за преговори, сега и да добиеме датум за преговори, како за вакцините. Чекаме, сега ги има, народот наш е таков. Кога има вакцини, вика, извини, ама мораше да има. Too late. Да, little bit too late. Значи, мислам дека СДСМ до октомври, до изборите, нема можност да направи некаков исчекор, некаква промена. Трендот е тој. Тоа треба да го знаете кај анкетите, е дека рейтингот последен се менува. Ја правам паралела на времето, беше МТВ и Ајден беа, се во тесна битка, нели, кој најгледан, Ајден и Сител, нели, се разбира. И МТВ долго време, до 2001 година, МТВ беше убедливо најгледана телевизија. Значи, по инерција луѓето гледа националниот канал, за да одеднаш од 2001 до 2003-2004 година Ајден го скрши приматот, па и Сител го скрши приматот на МТВ. Исто и кај политичките партии. Вие држите, заради тој клиентелизам што го збореве многу вработени луѓе. Меѓутоа, обичните луѓе кои што решаваат, таа со 150 до 180 000 луѓе во Македонија ги решаваат сите избори. ВМРО има околу 250 000 нели, постојани гласачи, СДС има околу 180 000 гласачи. Разликата секогаш ја прават тие луѓе кои што се зависат од себе, што не зависат од фирма за да земат тендер од државата, луѓе кои што сами одлучуваат за себе. Мислам дека тие луѓе веќе СДСМ ги губат, но тие луѓе се тивки таа што е била тивко малцинство, тивко мнозинство. Но ова е во некои идеални услови, Шангрила, политичка ситуација, кај што ќе нема криминал и подкупување. Знаеме како падна со подкупување. Лата се овдека на оваа маса лудираше со рака и викаше, абе нема албанец да гласа за СДСМ. За после 2 месеци да албанците, гласајки за СДСМ, го урнисаат ВМРО ДПМН. И дуи останува и натаму факторот број 1, бидејќи како беше, нели, за закониве, ние ќе гласаме, ние нема да гласаме, дуи вика вака и иде законот. И анкетите што последно ги добивам неколку анкети последниве 20 на дена, го зборуваат тоа дека дуи е во предност пред Алијанса за албанците. Значи пак ќе одлучува. Па да, иако многу математики има тука се, имате во дуи сериозни премрежија, како ќе се случуваат работите понатаму, имате Скопското крило, Меджити, го имате нели Ахмети дали ќе замине на патување во Хаг, исто така многу работи може да се случуваат и не мора да значат ништо анкетите. Меѓутоа трендот кога зборуваме за главните две политички партии е дека СДСМ паѓа, тоа драматично паѓа, знаете како 150 луѓе дневно не е вака многу да кажете, меѓутоа на период од 200 дена по 150 луѓе, тоа се сериозни бројки. Дали Бранко Црвенковски даде поттик на сето тоа со изјавата лани, кога рече дека се дистанцира од СДСМ, од ваквото СДСМ, и после овој втор конгрес, кога имаше конкретно расчистување со се што е про Бранко, про Скопско крило, да речеме, они што го негираат дека постои и така натаму. Па прво мислам дека Радмила Шекеринска имаше изјава пред неколку дена, мислам дека таа воопшто не е дел од тоа Скопско крило. Тоа сум сигурен дека она не е дел од Скопското крило, заради тоа што таа со нејзините луѓе во Централниот одбор на СДС на конгресот кога беше избран Зоран Заев, го донесе Заев на власт. Го донесе прво СДСМ, подосна и таа не беше во тоа Скопско крило, никогаш не била, според тоа што јас го знам. Скопското крило е повеќе мит, постои, значи и мит и постои, меѓутоа не сум сигурен колку тоа Скопско крило е функционално. Е функционално без Бранко Црвенковски. А во исто време не мислам дека Бранко Црвенковски излезе јавно и ќе предводи некоја листа.
чекам, јас и мене ме интересира. И Солза Грчева го рече, нема он да се врати, нити ќе формира партија, нити ќе се кандидира. Па, некако би било, ми се чини, против сите негови принципи на однесување во политиката во последниве 30 години. Може да го сакате да го мрзите Бранко Црвенковски, но Бранко Црвенковски имал некакви принципи на однесување и се држал до тие. И тука, не велам дека вие го мразите, не е тоа поентата, туку дека Црвенковски гледа тој со таа изјава лани, тоа беше врв на сантата мраз. Околу тоа беше интервјуто на Заев за БГНС. Тогаш го ја кажа таа изјава. Меѓутоа, предходно во повеќе народи, според моите информации, неофицијални се разбира, тој бил бесен на тоа што се случува во СДСМ, заради тоа што Заев комплетно избегал од таа некаква СДСМовска матрица градена со години, со децении. Но што превладува таму? Има некоја матрица идеолошка таму каде што се луѓето внатре во тоа или клиентелизмот? Латас често сакаше да каже дека најголема компанија во Македонија ви е СДСМ и дека таа се гледа низ призма на бизнис. Истото важеше и за ВМРО ДПМН до пред 4 години. Јанко, да не се лажеме сега. Сега гледаме дека и тоа како во ВМРО имало луѓе со доблест, со некаков морален интегритет и кои се борели и застапувале за таа идеја. Зборам сега овдека, останали некои со таа социјалдемократска идеја која ги надминува овие сега локално клиентелистички моментални состојби кои се за дневна употреба добри. Како кому? Дали ме разбираш? Дали сум јас? Да, апсолутно. Значи, повторно ќе речам, СДСМ има едно тврдо крило постојани гласачи, членови, симпатизери, значи луѓе што живеат. Не, ова зборам во СДСМ. За СДСМ, реков ВМРО не, за СДСМ. Не, за СДСМ збориме, ама не за гласачи, туку за партијата. Значи, еве нека се колку беа последните ажурирани списоци, 70.000 членови на партијата. Неверојатно дека меѓу нив нема луѓе кои што не си ја сакаат Македонија, кои што не сакаат правда, кои што не сакаат сериозна битка против корупција, дека не сакаат криминал, значи ние знаеме. Ја прашувам дали мислиш дека е расчистено со нив конечно? Не може да расчистите вие со тие луѓе. Како ќе расчистите од тие луѓе? Па како што Иванов е тргнат, Изи, Калајджиев и така натаму. Уште еден куп луѓе кои беа стварно онака со голема идеја. Уште од времето на Бранко тие се и млади, релативно да кажам, и со големо искуство, но сега се тотално елиминирани од таа целата приказна. Повторно ќе речам, проблемот во СДСМ во моментов е што сите копчиња во партијата ги држи еден човек. Тоа не било никогаш ниту во СДСМ, ниту во ВМРО. Никогаш не било. Ни Груевски, ни Ниво Никола Груевски. Кај Никола Груевски знаеме дека не беше тој што одлучуваше секогаш за се. Така, се согласувам. Ако ништо друго, Сашо Мјалков одлучуваше за голем дел од работите. Гордан Јанкуловски одлучуваше за голем дел од работите. Ставревски одлучуваше за голем дел од работите во економијата, каде што Груевски беше, да речеме, добар познавач. Значи, имаше некаков систем каде што луѓе што знаеа како се работи. Овде велиш нема. Овде нема. Видете вие, Заев се расчистува со Стојко Пауновски. Заев лично се расчистува со прекосниот Стојко Пауновски. Тоа е тоа лице на СДСМ за кој што тврдам дека се уште постои во СДСМ. Че во СДСМ има многу паметни луѓе. Јанко, тргни од себе. Познаваш луѓе, гарантирам, немој сега да ме разочараш. Не те разочарувам. Од СДСМ кои што е паметни, кои што сваќаат. Сега има еден друг наратив што дел од тие луѓе го шират, велат, СДСМ не чини, Зоран Заев има проблем со деловната способност, меѓутоа што е да се врати пак Груевски? Значи има таков наратив. Се помал и помал, мито се уште има. Но тоа е нешто што треба можеби во оваа емисија да го објасни Атанас Киријаковски, професорот на Балканскиот универзитет овде во Скопје, товченец, прекрасен човек, докторирал во Јапонија, психолог. Ја не знам дали ќе сака професорот, не знам, имаше две фантастични колумни имаше за образованието сега, за дигитализацијата, за учебниците. Токму околу таа промена на луѓето. Луѓето не сакаат, јас од него научив, јавно признав, од него научив како тешко се менува ставот за политичките партии, особено тие што живеат со партиите. Да, таа идеологија тешко паѓа. Јас преска заборив да ти кажам дека работев во МИА, бев дописник од Берлин 2014-2017. И многу луѓе ми велат,
убаво ти направи СДСМ, те врати назад Добре. од Берлин. Што е неточно. Мене ме врати назад ВМРО ДПМН. Майн гот. Значи ме врати назад ВМРО ДПМН. Заради тоа што во тој период не сум го бранил ВМРО ДПМН. Тоа подоцна го разбрав, нели зашто бе вратен. Од страна на ВМРО ДПМН, на Никола Груевски, на Сашо Мјалков, на Мартин Протогер. Тие луѓе ме вратиле назад. Никош не ми беше кажано зашто бе вратен. Пред да дојде ВМРО на власт, СДСМ на власт, извинувам. Меѓутоа, тоа не е причина јас сега да му се одмаздувам на ВМРО ДПМН и да речам вие ме вративте назад, јас Сакаш сега... принципиелен да бидеш. Се обидувам колку што можам. Велиш дека СДСМ не може во фер избори и дека манипулацијата му е единствен излез за да може со овој тренд на паѓање кој е константен на следниве избори да направи некаква манипулација. Ние имавме еден скандал каде што во најголемиот бран, овој со британскиот сој, требаше да имаме попис. И тоа се бранеше со крв. Гркланите ни ги вадеа ние што ќе кажевме против. Свињи дебели, продадени, пушачи и така натаму. Руски ботови. И тоа замре за 2 минути, бидејќи тоа Дуи го инсистираше. Како замре, зошто замре, конечно и Арно и СЗО што не се вмеша во целата работа. Но тогаш се извади една интересна... СЗО и НЛО и ПЛО. Извини, малку ми доје. Многу убаво се чувствувам во емисијава и ми доје така, да. Но се спомна една интересна работа. За да престанат манипулации, се збореше за дигитален фингерпринт, за читач на оттисци при секоја и тогаш би се анулирале, не знам, од бугарски возови, двојни гласања, лажни и така натаму. Тие требаше да бидат сега набавени за на есен да го имаме и пописот, а да го имаме. Збор нема ништо за целава работа, некако штама е. Ова прашање не го очекував, со колегата Драган Милосавлjević планираме таква емисија, да викнеме експерт кој што ќе ни објасни овие фингерпринтови и во исто време прашањето ти е сосема на место, досега нема објавено тендер за такво нешто. Океј, онда не те прашувам ништо за ова. Не, слободно. Не, ама немаш информации, немаш ништо што да цедам од тебе. Но тоа што на прагот на летните одмори нема објавено тендер за фингерпринтови. Ти кажува дека нема да го имаме. Ми кажува дека постои опција да го немаме. Дали ВМРО ДПМН си направи белја што го прифати овој законот за приватизација на земјиште? Па мислам дека да, мислам дека не лошо процени, лошо анализа и лошо беше воден процесот на носење на законот без дебата. Ние практично не видовме дебата во собранието. Не видовме, особено во тој социјален дел, да видиме дали ќе се легализираат хациенди како таа на Рашковски, нели од или Трифун или што ти ја знам во забранети било кој, да. Или ќе се легализираат покриви кутички од 30 на 50 квадрати каде што луѓето едноставно мора да живеат некаде. Или некаде, тоа го објаснуваше пред некој ден убаво еден наш гостин, некаде заради погрешно мерење на катастар имате 100 квадрати куќи и 3 метри влегува во, не знам, државно земјиште. Ќе урнете куќата или ќе го легализирате објектот за да дадете мир на луѓето. Така? Јас сум потекло, моите се одно село во Мелничани, во Девар, тамо во центар Жупа, ниту еден од луѓето во селото нема да расчистено имотно-правни односи, заради тоа што катастарот електронскиот снимањето е едно, а катастарот хартиениот е сосема нешто друго. И утре државата ќе може да им го продаде имотот. Имаше голема дебата. Или во Маврово од 5 парцели, сега имате нисо земјиште 7 парцели. Човек направил куќа и сега во комшијата вика извини комшија, ама ова дигиталниот катастар вели дека си во мој дел. Или ќе ти урнам куќата, или ќе ми платиш толку и толку. Така е. И така ќе биде. И да имаше дебата, да не забораваме, Рашила Мизрахи, носител на, односно не беше носител, беше втора во двојката и носителката во првата изборна единица Гордана Силјановска беа против законот. Беше против уште една пратеничка на ВМРО ДПМН Доцевска. Не знам да не сгрешам името, се извинувам, што беа, таа беше воздржана, двете пратенички беа против законот. Тоа е тоа што му фали и на ВМРО ДПМН за да го оправдат 110% тоа што го збориме демократска партија. Така? ВМРО ДПМН се знае што е демократска партија. И тука мислам дека ВМРО ДПМН сгреши. Тоа не е тајна, тоа
Вие никого не може да излажете сега кога нешто е направено лошо или кога нешто е направено добро. Ниту мора да се фалите ако нешто добро е направено. Заев излезе пред 5 дена на улицата Орце Никола во центарот на Скопје, се сликаше, јас наредниот ден поминав тамо, улицата блокирана, само 2 жардинери направени со вештачка трева или некакви, не знам ти како ги прават, веројатно послани само. Кадрот изгледаше феноменално, преносот што го правеа медиумите и владата, а да појдете тамо, наредниот ден ништо не се работеше, хаос тотален. Денеска пак поминав, немате ништо се работено. Тоа е тоа Потемкиново село, добар наслов прочитав, во центарот на Скопје нема Потемкиново село. За 45 метри пат вие правите настан. Тоа ви обврска вас, не да се фалите. И се согласувам тука дека и ВМРО го правеше тоа, еден пат по 3 делници го славеше. Тоа е нешто што мора да прекине. Луѓето не се глупи, луѓето се разбираат, све знаат. Информирајте го, но не го манипулирајте. Треба да идеш на емисија. Ке те имам уше 100 подпрашања, но ке треба да стигнеш. Мислам слободно можеш, ако сакаш, можеме да продолжиме, нема никаков проблем. Ке те викнам повторно. Може ти така. благодарам, ке Може издишеш вечер, ке видиш, неке имаш 2 реченици да спојаш. Добро, се надевам фала за разбирање. Колегата ќе те вади овој пат. Ти благодарам што одвои време и ти благодарам на оваа севкупна анализа. Благодарам јас што ме пречекавте овде и навистина уживав, да бидам искрен. Ми недостасуваат вакви разговори, кога одам на другите емисии, некако се екстремна политика. Овде малку и живот има. Да ти кажам, многу джева дигне и тогаш ми текна, викам, зашто не го поканив до сега човеков? Токму од дуелот. Ја мразам дуели, ја не можам да слушам дуели. Ја овде да седам и да слушам како двајца, но беше, искрено да ти кажам, брилираше, маестрален беше со... кажи го. За жал, Ненад Јовановиќ, на само Ненад вистина, Јовановиќ. да, искрен да бидам тоа, ја не се гордеам со тоа, многу луѓе ми велат како те беше брилјантен, не, тоа беше израз на дното на македонскиот јавен дискурс, вака искрен да бидам. Од твоја страна? Генерално, значи ние таму зборувавме за тема која што и за жал Јовановиќ призна дека побарал помош да се вработи сопругата од локална единица на СДСМ, мислам тоа нешто што мене денеска ми е криво што се случи, да бидам искрен. Замислите вие во каква ситуација сте ставени да барате помош од организација локална на СДСМ или на било која партија, ВМРО да поменели барале луѓе помош. Тоа мене ми е понижување за цел народ, за сите луѓе. Тоа не сме да се случува. Но Јовановиќ се обиде да прикаже нешто друго во однос на мене. За жал, јас не знам работите како дојде до таа ситуација, кој му сугерирал да влегува во дуел со мене и искрен да бидам, ми е жал за човекот, но тоа е што е. Имаш, вика. Нема врска. Не е важно, да. Не Јас само сакам да ти кажам на крајот да не се откажуваш и да не се сомневаш дека имаш влијание на луѓето. Јанко, се извинувам, ќе злоупотребам уште 2 минути. Огромен дел од луѓето што не гледаат и редовни повремено, губејќи вербата во политиката, прескати добро го забележат. Луѓето се разочарани, веќе не знаат во што да веруваат. И го гледате премиерот како отворено во очи ве лаже, бараат некаков друг параметар за да ги градат своите системи, вредносни системи. Ние не сме совршени, ние сме новинари, така? Ние го кажуваме тоа што го гледаме. Со милион мани. Значи, јас сум со милиони 3 мани. Меѓутоа, многу луѓе, од нив, огромен дел од тие луѓе, ни веруваат и мислат дека ние сме тие кои што можеме да го смениме општеството. Колку е тоа реално не е важно, но не смееме да играме со нивната верба, затоа што, не така кога сум 4 години, да речеме, контра власта. За овие 4 години сум проверувам најмалку 6 пати од најмалку 5 институции. Мене ми се вадени документи, особено кога ја водев кампањата на Силјановска 2018 година, ми се вадени документи од пред 20 години како сум земал хонорари од странски организации и институции и тоа било правено предмет. Виделе на крајот дека нема предмет, нели? Ми се вадат денеска, знаете дека ме викава полиција, Рашковски нарачуваше предмети против мене за Леонардо, значи и ние што треба да направиме сега? Да се повлечеме или да не веруваме во тие што веруваат во нас? Не. Ја мислам дека твоја емисија не само што е 20 години, луѓето живеат со неа.
Ние тоа малку ми се чини да го подценуваме. Треба само време да се издржи терминот и другото ќе си дојде само по себе и без многу фолирање. Фала ти. Ајде, тоа е за твоја емисија. Да. Да Со Господ напред. Да, Фала фала ти. уште еднаш што ме повика. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.